Драги гледачи, добро дојдовте на спортската програма на Ирис телевизија и фудбалскиот прозорец кон третата фудбалска лига Исток, подотворен од тимот на Китго Пекчево. Во неделата на програмата беа средбите од второто коло, во кое вниманието на фудбалската јавност беше насочено кон Ново село и фудбалското дерби помеѓу екипите на Кежовица и на Китго Пекчево. За овој надпревар владееше голем интерес, пред се поради имињата на двете екипи, како и некои поповолни ветришта кои поддувнуваат и во Ново село и во Пекчево. Екипи во кои раководството на овие два клуба, кои по принципот на модерниот фудбал се потрудија да овозможат пристојни услови за надпреварување, што веќе на широко дава резултат. Скоро цела недела во фудбалската чаршија се коментираше за овој надпревар, со кој се сакаше за миг да се врати традицијата на некогашните славни денови во Ново село, кога се играше квалитетен фудбал со атрактивни фудбалски имиња. Кежовица во првото коло ги разгали своите миленици славејќи победа против незгодниот тим на Брегалница Голак од Делчево, со убедлив резултат од 5:0, додека пак Китго во Пекчево до врв ја наполи мрежата на Зрно-Козрновци со високи убедливи 9:0. Сето ова ефикасност и квалитет на многобројните штипски талентирани и квалитетни играчи кои настапуваат во овие екипи се повод и причина на стадионот во Ново село да се собере голем број на навивачи кои, иако беше пеколно топло, се решија да присуствуваат едноставно да уживаат во овој надпревар. За овој надпревар тренерот на Китго Пекчево Трајче Сенев се реши за следниот состав. Со број 12 Тамер Јамаковски, број 4 Иван Колев, број 6 Иле Синев, 9 Андреј Симевски, 13 Миле Денковски, 14 Јорданчо Трендафило, 15 Владимир Дујовски, 16 Бобан Тиквишанац, 17 Дарко Нацев, 19 Мартин Димовски, кој воедно е капитен на екипата, и со број 20 Владко Стојанов. На клупата за резервни фудбалери се број 1 Стојан Богдановски, број 3 Денис Јанковски, број 5 Никола Тонев, број 7 Мартин Стојанов, со број 8 Мики Жежов, 10 Маријан Ташков и со број 11 Антон Радков. Тренерот на Кижовица Драган Митов во соработка со Кирчо Дериволов се решија за следниот состав. Со број 1 Кире Пастолов, број 2 Мартин Велинов, број 3 Благој Џонов, број 4 Трајче Костадинов, број 5 Бобан Стојанов, број 6 Саше Соколов, број 7 Игор Анакиев, број 8 Петар Лепко, кој воедно е капитен на екипата, број 9 Мартин Ташов, број 10 Иван Рунтев и со број 11 Мики Тасев. На клупата за резервни фудбалери се со број 27 Ристе Дели Петро, број 13 Михајло Попдимитров, број 14 Александар Митев, број 15 Драган Манчов, број 16 Никола Трајче, број 17 Вилијам Јорданов и со број 18 Стефан Костадиновски. Главен судија на надпреварот е Дарко Стојанов, прв помошник Зоран Саздовски, втор помошник Александар Гигов, четврти судија Иван Јанев, сите од Штип. Делегат на надпреварот е Ангелче Ѓошев од Виница, а контролор Тони Манчев од Штип. Сите услови се исполнети и надпреварот Кежовица Китго Пекчево може да започне. Ова ќе биде почетен психолошки надпревар со меѓусебен респект и првичи испитување на силите по средината на теренот. Овој дерби надпревар е во раната фаза на првенството, односно второ коло, и може да се каже дека овие две екипи меѓусебно да игра еден пријателски надпревар во кој поуспешен беше тимот на Китго. Први кон голот се заканија гостите од Пекчево во третата минута. Симевски изведе слободен удар, на топката со глава реагираше Трендафилов, но таа заврши над голот на Кире Пастолов. Во 13-та минута беше откриен резултатот по одличната акција и идеалниот центаршут на Нацев. Топката со глава Андреј Симевски ја спроведе во мрежата на немокиот голман Постолов.
Воство на екипата на Кидго од 0:1, а гол постигнат во првите 20 минути влева надеж и носи некоја сигурност за екипата во понатамошниот тек. Спейсе гол клопана. Да, така. Покрај надигрувањето на средината на теренот се забележува мала предност на гостите од Пекчево, кои во 15-та минута повторно се заканува по голот на Кежовица. По успешниот дриблинг на Нацев, топката ја додава до Димовски, кој пак без размислување шутира, но топката оди над голот на Апостолов. Притисокот кон домаќините се повеќе се засилува. Очигледно играчите на Кидго ги спроведуваат тактичките замисли на тренерот Трајче Сенев, кој предупредуваше дека треба да се игра сериозно без подценување на противникот. Се игра 17-та минута. Нацев акција со Трендафилов, со кого во Кидго дојдеа заедно од Овчеполе. Проигра, а Трендафилов ја враќа топката нанасат кон Дујовски, кој пак шутира од далечина непрецизно над голот. Иако се игра во границата на коректност, Ташев за миг се испровоцира, направи фаул врз Владко Стојанов, но бидејќи се работеше за прв прекршок, судијата Дарко Стојанов само го опомена домашниот играч, бидејќи не се работеше за сериозност, Стојанов го продолжи мечот. Некаде на средината на првото полувреме, надмокноста на играчите на Кидго се претвори во зголемено воство. Во таа 22 минута беше досуден слободен удар за Кидго, одличен центаршут на Мартин Димовски, а во буќето играчи во каснетиот простор на Кежовица, највисоко скокна Синев и со глава ја упати топката кон Сливенски. Голгетерот на Кидго, иако откусо биеше силно, во мрежата на Апостолов за зголемување на предноста или за резултат 0:2. Играчите на Кежовица на средината на теренот некако парира, но тешко доаѓа до посериозни шанси. Во 25-та минута Рунте го проигра со Колот, кој во желбата да го изненади голманот Јамаковски шутираше, но топката отиде крај голот. 30-20. Две минути подоцна, по голот на Апостолов се закани Димовски, кој пак, иако изразит левак, овој пат се обиде со десната нога и топката отиде крај голот. Иако времето беше пеколно топло, играчите на двете екипи не се штедеа. Судијата Дарко Стојанов имаше судиски тајм-аут, за да играчите сепак за миг се освежат, а по тајм-аутот се продолжи во жестокиот стил. Неуморниот борец на теренот, капитенот на Кежовица Петар Левков во 35-та минута шутираше силно од далечина, неговиот удар голманот Јамаковски го одбрани. Иако се наближуваше финишот на првото полувреме,
Возлюбливи акции се редеа пред обата гола. Во 40-та минута Денковски направи кикс, пошто се створи мала мешаница пред голот на Кид Го. На гол немаше. Ajde, Liga! Ajde, ajde! 2 минути подоцна Симевски во нов обид да го загрози голот на Пастолов, но навремено блокира Соколов и ја расчистува оваа ситуација. Гостите реагираа барајки пенал, но близу беше судијата Стојанов и само одмовна со рацете. Во следниот налет шанс имаше Нацев, кој одблизу шутираше високо над голот, а по изведениот слободен удар на Тикошанац, Коле со глава шутираше над голот на Постолов. На спортивната страна, во последната минута од првиот дел, кон голот на Јамаковски, шутираше Игор Анакиев со желба да го изненади Јамаковски, но топката ја упати над голот. Во судиското надополнување, Димовски започна акција, го проигра Трендафилов кој упати удар, пошто голманот Постолов одбрани свелајќи ја топката во корнер. Браво! 10-45. Последната шанса во првиот дел ја имаше Колев, кој иако во идеална позиција, шутираше со глава, но крај голот. Веднаш по ова судијата Дарко Стојанов освири крај на првиот дел, во кој по динамичи активна игра од двете страни, екипата на Кид Го како гостин со головите на Андреј Симиски има водство од 0:2. Од добрата игра на двете екипи во првите 45 минути, кој сепак резултираше со водство на екипата на Кид Го од 0:2, публиката очекуваше продолжување на истиот ритм и во вториот дел. Сигурно советите на тренерите и на двете екипи беа драгоцени и во насока како тоа да се продолжи понатаму. Тимот на Кид Го го зачува водството, а пак домакинот Кежовица да постигне гол и да ја врати неизвестноста на овој надпревар. За таа цел, Кежовица во вториот дел влегува со двајца освежени играчи. На местото на Иван Рунте во игра влезе Михајло Попдимитров, а на местото на Мартин Велинов во игра влезе Стефан Костадиновски. Кај тимот на Кид Го нема промени, барем за сега, што не значи дека во понатамошниот тек ќе се внесат одморени и свежи играчи. Слично на првиот дел и во почетокот на второто полувреме, во главно се игра по средината на теренот, а првата сериозна шанса ја бележиме во 53-та минута, кога во идеална позиција Дарко Нацев, скоро 100% шанса, прокоцка шутирајќи високо над голот на Постолов. Прицук ти прави, само нищо не ти помага. Шоко се деля, само срамно. Гола, ба. Това ми кава едно църно. Внутри няма ти изгледам. Айде сега да напреднем.
Во 56-та минута Мартин Димовски во прекрасен продор се обиде да реализира на голман Апостолов го одбрани неговиот удар. Не се враќа кај гледа. Во 7-та минута закара по голот на Јамаковски. Михајло Попдимитров не се свежина во редовите на Кежовица и по таа лева страна опасно се закани, но сепак се изнеде Владко Стојанов кој успеа да изблокира и да исвали топката во корнер. Во 59-та минута Наца се реши на соло акција, се обиде да го издрибли голман Апостолов, кој реагираше пантерски и спаси скоро сигурен гол. Третиот гол за Кит го падна во 63-та минута по одличната акција која започна Трендафило. Ја продолжи Тиквешанац, а ова идеално во празно продолжи Консимески. Следуваше удар по кој се затрше мрежата на немоќиот Постолов за водство на Кит го од 0:3 со хет-трикот на Андреј Симевски. 17:0. Не бите резултат, играј. Топлото време во втори дел влијаеше малку на темпото кај играчите, што резултираше со уште една замена кај Кежовица, кога на местото на Трајчи Костадинов во игра влезе Вилијам Јорданов, а и кај Кит го беа направени 3 замени. Во игра на местото на Мартин Димовски во игра влезе Мартин Стојанов. Владимир Дујовски беше заменен со Маријан Ташков, на кого ово му беше прв настап по извршената операција и на местото на Владко Стојанов во игра влезе Мики Жежов. Сепак, за разлика од првиот дел, констатираме помалку шанси во второто полувреме, иако на око играта беше динамична. Во 71-та минута домашните играчи упати удар кон голот на Кит го, но беше непрецизен. Во 82-та минута Кежовица со брза контра се закани по голот на Јамаковски, но топката упатена од Ташов заврши над голот на Кит го. Дај десно слободно, бе, гледа, бе. Точка на овој надпревар стави Миле Денковски во судиското на дополнување со мощно атрактивниот вистински еврогол, кога по соло пробив упати силен удар и ја затрше мрежата на немоќиот голман Кирија Постолов за конечен резултат Кежовица Кит го Пекчево 0:4. 47-10 пушка. 7-10. Спортски преглед на рефери.
Що ти са лекованата гледаш? Аз не трябва сега да ги масираме. Сега ги излезат. Нервозни кида. Трябва малко мазачка. Ще ги пущам. Гаргара ги правиш. На коуч. А? Право на играчите. Абе, ке правиш Сечени превисок резултат, во кој играчите на Кежовица има идеални можности за постигнување барем на потесен гол, но до тоа не дојде. Прекрасна атмосфера со голем број гледачи кои задоволни присуствува на овој надпревар, зачинет со 4 голови, хетрик на Андреј Симевски и евроголот на Миле Денковски, а во одлична организација на фудбалскиот клуб Кежовица. Фер и коректен надпревар, зашто честитки заслужуваат играчите на двата тима, кои по пеколното топло време само на 3 пати повеќе од внимание отколку со намера заработија жолти картони, зашто заслуга има и судиската четвртка Штип на чело со Дарко Стојанов. Завршен надпреварот Кежовица Кидго Пехчево, резултат 0:4. Меѓутоа играчите на Кежовица дадоа максимум. Се чини дека притисокот беше преголем. До мене Стефан Костадиновски, Збор 2, твој агол, твое видување, коментар за денешниот надпревар. Па се беше фер и коректно, по-добар противник, кандидат за прво место за влез во втората лига. Ние сме задоволни, не го гледаме како пораст, туку како лекција. И тоа е тоа, што да кажам, да честитам на екипата на Кидго. Продолжуваме напред. Сега е второ коло, почеток на првенството и одаме до крај. Ми се чини дека резултатот можеби е преголем. 4:0 имавте и своји шанси, меѓутоа сепак, ајде да кажем, искуството си го направи своето и брзоплетоста во некој момент на твои колеги соиграчи. Па согласувам се со вас. Побрзо играа од нас и тоа е тоа, беа малце поспори, они имат некако искуство повеќе од нас. Резултатот си е реален и тоа е тоа. Мислам дека натака ќе продолжиме да научиме од грешката. Да, ова е почеток на првенството, во првото коло победа 5:0 против секогаш незгодната Бергалница од Делчево. Сега пораз од Кидго. Јас те благодарам и посакувам успешни настапи понатаму. Ви благодарам многу, секако ќе дадеме се од себе до крај на сезоната. Зоран Панев, секретар на фудбалскиот клуб Кежовица. Пред се ќе кажа честитки за фер и коректната игра. Резултатот е 4:0, меѓутоа играчите на Кежовица пружија максимум, се чини притисокот беше преголем, не ги искористија своите шанси. Коментар сепак ваш. Па сепак Кидго се превише спремна екипа за нас. Што можевме тоа? Ипак мислам дека ќе се бориме барем за тоа високо второ место. Во поголем дел од надпреварот бевте равноправен противник. Резултатот е преголем, но да се надеваме дека во понатамошниот тек од првенството Кежовица ќе пружи исто така добри партии како минатата недела против Бергалница, која славеше со 5:0. Па да, ние малку направивме неколку пријателски надпревари со другите екипи, извадивме добри резултати и се надеваме дека сепак следните утакмици ќе бидат добри. Кидго е сепак јака екипа која мислам треба да е во втора лига, а не тука. Ова е второ коло, до крајот има уште 26 кола. Се надам дека Кежовица ќе продолжи по победоносниот и ви посакувам многу успехи понатаму. Благодарам. Андреј Симевски, честитки за победата, падна и првиот хет-трик во новата сезона. Минатата недела Кидго посегра 9 голови, Симевски го немаше меѓу меѓутоа денес се одложи. Честитки уште еднаш и Збор 2, коментар за денешниот надпревар. Ви благодарам прво на вас, на телевизија Риш, што не прати секој коло, секогаш тука со нас. И денес се одигра перфектен надпревар, со многу публика, со многу жар, со многу тензии. Сепак, како што очекувавме, го победивме тој надпревар со 4:0. Постигнав 3 голови, што сум многу среќен и се надевам дека ќе продолжиме вака. Ми се чини дека резултатот е превисок, бидејќи играчите на Кежовица пружија добра игра, не искористија неколку шанси. На голот беше Тамер Јамаковски, кој што сигурно спаси чисти 2 гола. Па да, го имаме најдобриот голман во оваа лига, се надавам и пошироко и во втора лига. И денес овие 3 гола ги посветувам на него со хет-трик за роденденска честитка. Честитки и за Тамер роденден, се чини дека еве играта, она колективност кај Кидго го краси фудбалот и ви посакувам успехи понатаму. Ви благодарам, се надевам дека и ние ќе продолжиме вака да ги красиме терените со многу голови, со многу акции и се надеваме влез во втората лига.
Еве ги комплетните резултати од ова второ првенствено коло. Брегалница Голак слови 1934 2:1. Малешов Чеполе 2:2. Зрновка Рудар 1947 1:3 и Кежевица Кидго Пекчево 0:4. На табелата за овие два кола убедливо на првото место е тимот на Кидго Пекчево со максимални 6 освоени бодови. Драги гледачи, ова беше фудбалската репортажа од надпреварот Кежевица Кидго Пекчево. Следна средба ви се кажуваме веќе следниот вторник, кога во истиот термин ќе ви емитуваме репортажата од надпреварот Кидго Брегалница Голак што ги содржи во Пекчево. До тогаш останете со здравие и уживајте во програмите на Ирис телевизија. Пријатно!